следите ново издание на регионалните вести. Празникот посветен на Свети Василий Велики, обрезанието Господово, со Света Василиева литургија утрово беше одбележан во православните храмови во Тетовско. Со сеноќно бдение во соборниот храм Свети Кирил и Методи во Тетово, а со песни и ура во угостителските објекти. На полноќ православните верници ја дочекаа новата 2017 година. Со Света Василиева литургија утрово во православните храмови во Тетовско беше одбележан празникот посветен на Свети Василий Велики. На празникот Свети Василий Велики, кој кај народот е познат како Василица, верниците се поклонуваат и се подсетуваат на големите и бројни богоугодни дела на светителот, кој сесрдно и помагал на сиромасите, подигал болници, старечки домови и прифатилишта за сираците. Во негова чест, семејствата од Тетовско овој ден го празнуваат со богата трпеза и традиционалната пита во која вметната паричка. Според народното верување, делењето на паричка за Василица е одраз на милосрдието на Свети Василий, кој знаел последната паричка што ја има во себе, без посебна причина, да ја подари на првиот сирак што ќе го сретне, на гладниот, на сиромашниот или на вдовицата што мака мачи да се ги изведе децата на пат. Паричката се доживува како благовесник за добрина и богатство, па според верувањето кај народот, оној кој паричката ќе ја пронајде во своето парче пита, ќе го следи среќа во текот на целата година. На полноќ со сеноќно бдение во соборниот храм Свети Кирил и Методи во Тетово, православните верници ја дочекаа новата 2017 година. Празнична вечерна и утрена богослужба отслужија свештениците од Тетовското архиерејско наместништво. Да благодариме на Бога за целиот изминат период и да благодариме на Бога и за периодот што ни доаѓа. Молејте го Него, изворот на секоја добрина, по молитвите на големото светило на црквата, светиот Василий Велики, архиепископот Кесариски, да ни дарува нам, на сите православни христијани, пред се во периодот што ни доаѓа, покаяние, бидејќи без покаяние ништо не битнува. Да се сетиме на оној збор, на оној повик на Свети Јован Претеча на бреговите на реката Јордан, кога ведеше покајте се, бидејќи се приближи Царството Небесно. Истиот тој повик ни го упати Господ наш Исус Христос. Затоа Бог да ни дарува покаяние, да го оставиме злото, да го оставиме грево, да се украсиме со добродетели, да учествуваме во литургискиот живот на црквата. Да ни дарува Бог пред се друго тоа да ни го дарува. Потоа нека ни дарува здравје, нека ни дарува благосостојба на нашите семејства, на нашите чеда, на нашите деца, да ни дарува братолюбие, сплотеност, единство, мир и слога, бидејќи црквата Божја е тело Христово, а во неа сите сме едно, сите сме членови на тоа тело. И затоа треба да имаме сплотеност, да имаме љубов меѓу себе, да растеме во верата, да растеме во покајанието, да растеме во богопознанието. Неизоставен белег на чествувањето на Василица е питата со паричка принесена од кумовите. Во питата беа вметнати паричките кои ги одредија кумовите за следната година. Многу сум среќна што сум го добила паричето и тоа од комшивкава Живка. Да. Она ви зеде кумаче? Не, ја сама зедов, она била кума, сега кумството нејзино ја го земам. Мене ми падна, многу сум среќна. Господ свакому здравје, нека да е среќа, бериче све. Ваков начин секоја година ја прославувате православна нова година? Да. Ова е наша нова година. Да, и многу сме радосни. Господ свакому здравје, нека даде па нас. Дарко Анđелковски од село Сиричино. Ни падна и на черка ми на мене паричето, на двајцата. Сречни сме, добро е. Секоја година вака ја прославувате православна година во црква? Не, прв пат сме овдека годинава, да. Прв пат и ни падна. Каза прв пат добро е. Јас сум Ема Анđелковска, во село Сиричино живам. Па, многу сум радосна, каза прв пат што ми падна паричето. Трпче Гавровски, од Тетово. Секоја година доаѓам овде. Традиционално сум сакал да ми падне, сум учествувале и без да ни падне, а сега сме среќни
што ни падна паричето, и светина смо горе на шапка, пак кумој, бевмо кумој, па смо кумој, и Господ здравје даде на свите, па и на нас. Точно на полноќ во црковниот двор се разгоре огнот околу кој се собираа верниците. Веќе неколку години поред соборниот храм Свети Кирил и Методи во Тетово организира црковно-народен собир, каде верниците со чаша греана ракија и топол чај ја одбележуваат православната нова година. Со музика во живо, песни и ора во угостителските објекти во Тетово се дочека православната нова година. Православниот празник Василица денес се прослави во Тетовско Копанце. Традиционално и годинава беше организиран василичарски маскенбал. И оваа година жителите на населеното место Копанце останаа верни на својата долгогодишна традиција на чествување на големиот православен празник Василица. Маскирани жителите од ова село со музика тргна од домот на годинишниот кум, кој задолжен за организирање на денешниот настан го предводеше маскенбалот заедно со невестата и младоженецот. Василичарите ги посетија сите домови каде домаќините ги пречекаа со топла ракија, тетовско гравче и храна од нашето поднебје. Во секој двор речеа звуци на народниот мелос, а веселбата со песна и оро продолжи на сред село. Као традиција постои ова од може 40 години. И толку сме за овој ден живееме цела година што навистина ни значи многу на нас од цело Копанце. Така да посакувам на секој да му дојде од село во овој ден да биде кум главен. И на веселбата во црквата на вечерата би поканил од сите села нека присуствува, кој што може православен христијанин нека присуствува на свечената вечера во црквата Свети Никола во село Копанце. Постарите жители велат дека ваквиот начин на празнување е стар со векови и се пренесува од генерација на генерација. Преку песна маскираните имаат за цел да ги истераат лошите духови од домовите на семејствата. Жителите на Копанце се задоволни што василичарскиот маскенбал е прифатен од сите жители на село Копанце. Ова Василица не остана традиција уште од старите наши предци, треба да кажем, мислим родители. И така га организираме, мислим, сака година, да биде, мислим, да биде добро, да имамо сите здравје, љубов. Ова е денот во кој доаѓа до израз креативноста и инспирацијата, особено на младите, за изработка и носење на најразлични маски, кои го надополнуваат севкупниот василичарски амбиент, а учествува од најмладо до најстаро, или пак со еден збор кажано, жителите на Копанце едноставно живеат за овој празник. Вечер пак василичарите во Копанце во чест на Свети Василий Велики се собираат во црковниот храм Свети Никола, за да му оддадат почит на светецот, кого традиционално го празнуваат секоја година.
Ниските температури во овој зимски период најголеми проблеми им создаваат на социјално загрозените семејства. Екипата на телевизија КИС го посети маалото со импровизирани куќи покрај реката Пена во Тетово, каде децата се без доволно греење. Им недостасува и храна, облека и лекови. Без доволно грејње на температури под нулата, без храна, лекови, мајчинска грижа. Вака зимата ја поминува 16-месечното девојче Хазбија Красничи, која живее во оваа трошна куќа во населбата со импровизирани објекти покрај реката Пена во Тетово. За Хазбија се грижи незиниот 65 годишен дедо. Мајката ја напуштила пред неколку месеци, а незиниот татко преку цел ден не е дома. Тој по контейнери собира облека, храна и по некој остаток од мебел, картон или пластика, да ја загрее руинираната соба каде живее неговото девојче. Но тоа не е доволно да се стопли собата каде од сите страни има провев. Оджакот едва е чади, девојчето се смрзнува. Дедото за да ја стопли својата внука целата ја завиткал во облека. Поради неухранетост, Хазбија не се развива и расте нормално, постојано на стената поради ниските температури. Паре немам. Да земам му лек, да му земам и нега. Да, и она е слаба. Нема што да јади. Свари, неки свари горимо, ако имамо. Нешто беремо, нешто овако. Ама нема дрва, нема ништа. До сега, ево, види. Ниедно дрва немам. Што да правим? Кај да идем? У работа нисмо никој. Нема, ја не могу, ја болен сум. Слична судбина делат и останатите деца од ова мало во овој студен зимски период. Недоволно облечени, 5 деца ја чекаат својата мајка Медија да им донесе храна од народната кујна, единствената помош која ја добива од државните институции, како и незиниот сосед Амди. Социјалната помош е укината, незиниот сопруг е инвалид. И ова семејство живее без доволно греење, облека, но и храната од народната кујна не е доволна за ова 7-члено семејство. Пара да ни помогне социјално нешто, да ни дават некој дрва нешто, некоја облека, нешто чебина. Немаме ништо да покриеме. Ништо, брат. Од канти берам чебина, еве, види какви са прљави, ке се разболим од ним. Немам од каде, брат. Немам ни тепи како што треба. Ова соба све на влага е што го гледаш вака. Све на земја седим, спием, тоа дије, немам од каде. Од народната кујна велат дека во иднина ќе го зголемат списокот на лица кои ќе земаат храна. Отаму велат дека нивните корисници од нив бараат и друг вид помош. Од народна кујна која е поддржувана од општина Тетово и од Министерство за труд и социјална политика, додека тука во помошната кујна во Тетекс 2, објектот од детската градинка Младост, вработен во кујна од нашата установа, припрема секој дневно храна, значи топол оброк за луѓето кои имаат потреба. Бројката на тие луѓе моментално е 100 лица. За свите 100 се припрема, се преку цела недела, додека за сабота и недела им се дават конзервирана или па и други прехранбени продукти, кои они самите би ги припремале, бидејќи градинката не работа во сабота и недела. Гледаме да им створиме барем малку услови во овие ладни денови на лицата кои имаат потреба. Мислам дека им е доволно помош од страна на општината и од Министерство, за да можат да ги пројдат овие зимските денови. Овдека најверојатно се сочувате со разни случаеви. Каква друга помош им е потребна на овие? Да речеме сега баш во зимскиот период и како се сноѓате тука да дојдат, затоа што се лизга, зима е, снег? Па мислам дека целта на ова што доаѓа тука е тоа дека они се невработени и единствена работа им е да дојдат да ga земат храната, затоа и не им се носи до дома. Но помош што им треба, они се обраќаат до кај вработената наша или до кај мене во управата на градинката, а ние понатаму ги пренесуваме нивните барања до општина Тетово, каде што до сега имаат дадено и облека и обувка за лицата по потреба. Заминавме од населбата. Медија и Амди ги оставивме со надеж дека институциите и хуманите луѓе ќе одговорат позитивно на апелите за помош за нивните најмили.
Пред стартот на второто полугодие во училиштата во Гостивар ќе се изврши вонредна дезинфекција. Мерката има за цел да го спречи ширењето на грипот меѓу учениците. Во регионот на Гостивар досега има 2200 заболени од вирусот. Во текот на наредната недела во училиштата на подрачјето на Гостивар ќе се врши воредна дезинфекција на училниците и на другите простории. Мерката се презема пред почетокот на второто полугодие, како превентива од ширење на вирусот меѓу учениците. Од епидемиолошкото одделение информираат дека изминатиот период дезинфекција била извршена во детските градинки и во болничките одделенија. Оттаму велат дека активностите се спроведуваат по препорака на Комисијата за заразни болести во насока на спречување на нови заразувања. Службите во Гостивар регистрирале скоро 700 нови пациенти со грип за една недела. Вкупната бројка на заболени оваа сезона се движи околу 2200. Инфективното одделение периодов е полно, а големи гужви има и низ амбулантите на матичните лекари. За разлика од претходните години, кога компликациите од вирусот беа ретки, годинава лекарите бележат повеќе случаи кај кои грипот предизвикал посериозни последици по здравието. Здравствените власти информираат дека грипот годинава бил фатален за 4-годишно дете од Гостивар. Детето било хоспитализирано на клиниката за детски болести во Скопје во тешка здравствена состојба. Вирусот кај него направил компликации и предизвикал воспаление на мозокот. Патниот правец македонски брод село Здуње е непрооден за секаков вид сообраќај, соопшти од Автомотосојузот на Македонија. На овој пат гравитираат 11 села кои сега се целосно отсечени. Сообраќајот на државните патишта се одвива тековно во зимски услови по претежно влажни коловози на места со остатоци од снег. Слаб дожд врне низ цела Македонија, додека снег со слаб интензитет паѓа на Попова Шапка, Стража, Маврово и во Буково. Министерството за образование и наука и Државниот испитен центар поради продолжување на зимскиот распуст за неколку дена го одложија полагањето на екстерното тестирање. Екстерната проверка за матурантите ќе се изврши од 30 јануари до 3 февруари. Минатата година екстерното тестирање за матурантите се одвиваше од 25 до 29 јануари. Согласно одлуката за продолжување на зимскиот распуст, односно второто полугодие на учебната 2016-2017 година да почне на 23 јануари 2017 година, Министерството за образование и наука и Државниот испитен центар информираат дека процесот на екстерната проверка на постигањата на знаењата на учениците од завршните години во средното образование ќе се спроведе во периодот од 30 јануари 2017 година до 3 февруари 2017 година, се вели во соопштението на Министерството за образование и наука. Тетовската тенисерка Лина Ѓурчевска во третиот надпревар од квалификациите на Australian Open го претрпе првиот пораз. Лина Ѓурчевска во третиот надпревар од квалификациите за отвореното првенство во Австралија во тенис го претрпе и првиот пораз. Таа загуби од првата фаворитка во квалификациите, Стефани Фогеле од Швајцарија со 2-1 или по сетови 6-4, 3-6 и 2-6. Иако ги напушта преостанатите надпревари од Australian Open, Лина Ѓурчевска сепак стана дел од историјата на македонскиот тенис, со оглед дека учествуваше во квалификациите за главниот турнирски систем, нешто што на никој од Македонија не му успеало досега. Во првиот квалификационен меч Лина со 2-1 ја совлада американката Саша Викери, додека во второто коло ја елиминира Далма Галфи од Унгарија со убедлива победа од 6-1 и 6-1 или 2-0 во сетови. Во текот на 2016 година Лина Ѓурчевска учествуваше и на американското отворено тениско првенство во Њу Јорк. Европа и натаму е во вонредна состојба поради ужасно лошото време. На западот на континентот државите се соочуваат со силната бура Егон, која во Германија и Франција донесе обилен снег и силен ветар и остави без електрична енергија над 200.000 луѓе. Делумно е откажана наставата во училиштата, откажани се и стотици летови. На Британија, Белгија и Холандија им се заканува поплава, поради што започнаа обемни подготовки за соочување со невремето. Беше извршена и евакуација на населението од најзагрозените
подрачја. Во Источна Европа пак и натаму најголем проблем е многу студеното време, кое е особено смртоносно за бездомниците и за оние кои во алкохолизирана состојба излегуваат надвор. На Балканот и натаму е на сила црвено предупредување во делови на Хрватска, Република Српска и Црна Гора. Обилните снежни врнежи, ледениот дожд, силната бура на Јадранот и температурите под нулата им прават огромни проблеми на граѓаните и ги принудуваат надлежните да воведуваат вонредни мерки. Во Србија пак малото затоплување го скрши мразот на Дунав, но сега сантите кои плуват по реката сериозно ги оштетуваат бродовите и сплавовите. Меѓународните иследници прв пат изјавија дека сметаат дека сирискиот председател Башар ал-Асад и неговиот брат се одговорни за користење хемиско оружје во сирискиот конфликт. Се наведува во документот во кој увид имал Ројтерс, кој доаѓа речиси 2 години по извештајот предаден во Обединетите нации и предавањето на сите залихи од вакво оружје и агенции од страна на сириската влада на меѓународните наблюдувачи од Организацијата за забрана на хемиското оружје, на кој што им беше овозможена детална инспекција на сите капаци и складишта на армијата. Војниците кои организираа бунт во брегот на Слоновата коска постигнаа договор со владата доцна синоќа за решавање на спорот со плаќањето на бонуси, соопшти нивната преговарачка делегација. Договорот меѓу владината делегација предводена од министерот за одбрана Ален Ришардон Уај и бунтовници беше постигнат на преговори во вториот по големина град Буаке. Претходно војниците воспоставија контрола над влезните и излезните точки во градовите Буаке и Корого во брегот на Слоновата коска. Американката Камаја Моби, која како новороденче била украдена од болница во Флорида, е пронајдена после 18 години во Јужна Каролина, каде што полицијата ја уапсила жената која ја чувала и осомничила за нејзино киднапирање. Шерифот на градот Джексонвил, Мајк Вилјамс, изјавил вчера дека Моби е идентификувана со анализа на ДНК и додал дека таа не знаела кој име го носела пораѓањето. Се наведува дека полицијата ја уапсила 51-годишната Глорија Вилјамс од Вотелбор, на која под обвинение за киднапирање е изречен притвор. Шерифот рекол дека вистинското семејство на девојката е пресречно. Таа била стара само 8 часа кога во 1998 година од болницата на Универзитетскиот медицински центар ја одвела жена која се представила како медицинска сестра. Денес имавме променливо облачно време со повремени сончеви периоди, а наместа се услови за дожд или снег. Утринската температура се движеше од -3 до 2, а дневната од 0 до 9 степени. Утре не очекува сончево време со мала до умерена локална облачност. Утринската температура ќе се движи од -5 до 0 степени, а дневната од 0 до 7 степени. Тука е и крајот на денешното издание на регионалните вести. Останете и понатаму со нашите програмски содржини. Пријатно!